Мал ден за човекот, но голем за затворскиот и правосудниот систем во Македонија, рече директорот на управата за извршување санкции Александар Пандов на презентацијата на електронски талки во тренинг центарот во Идризово. Целта на нивното воведување е намалување на пренатрупаноста на затворите. Пандов појасни кои осуденици ќе можат да продолжат со издржување на казната од дома. Позитивните закони во Македонија овозможуваат на 3 категории затвореници да имаат алки, тоа е на стари изнемоштени лица, на бремени жени или жени мајки со мали дечиња и третата категорија е на тешко болни, односно луѓе со инвалидитет. Ако вие излезете од периметарот во кој што вие поставена алката, веднаш ни сигнализира на нас, ние подоцна се јавуваме на осуденото лице, затоа што во секој рутер има сим картичка, звониме кај него, ако он не се јави, има право на едно негово блиско лице од семејството или кое што живее со него ќе го побараме, ако не се јави и тој или нешто изводат, се јавуваме во полиција. Според министерот Филков, овој процес е резултат на сериозна работа и посветеност на Министерството за правда и управата за извршување санкции и поддршката од партнерите, што е чекор напред во реализацијата на европските стандарди за издржување на казните и унапредување на човековите права. Тие се символ на една нова, современа пробацијска политика. Преку нивно користење овозможуваме алтернатива на затворот, намалување на пренатрупаноста во казнено-поправните установи, подобра ресоциализација и поголема безбедност на граѓаните. Тоа е јасна определба дека правдата може да се спроведува со достоинство и почитување на човековите права. Директорот на управата за извршување на санкции посочи дека во моментот во македонските затвори има 2300 затвореници и околу 400 притвореници, но само 60 од нив ќе можат да бидат корисници на електронските алки и новиот модел на издржување казни. Пандов на новинарско прашање за неодамнешното опожарување на неговата викендица рече дека има осомничени, но дека сторителите се уште не се пронајдени.